Почитувани гледачи, екипата на Гарден Клуб се наоѓа во градинарскиот центар Хорти Дизајн, а вие ја гледате 9-та емисија од серијалот Гарден Клуб Градини. Уредувањето на малите градини бара посебна умешност и креативност, но сепак уредувањето на градините со мал простор не секогаш дава предност во однос на уредувањето на градините со поголем простор. Малата градина обично има посебна форма и добро дефинирани граници. Малата големина на градината не значи дека не сте во состојба да создадете квалитетен пейзажен дизајн. Во дизајнирањето на малата градина треба да се обрне внимание на геометриската форма и на целите за кои ја создавате оваа градина. Пред се, одолејте на желбата да ги остварите сите своји желби. Застанете, одредете ги приоритетите. Сакате ли во дворот да си направите простор за играње за деца или да засадите некои зачински растенија или можеби цветна градина? Целта на вашата градина е да биде катче во кој ќе цути радоста и да изгледа што е можно попространо. При одбирањето на боите на цвеќиња, доколку се определите за цветна градина, покрај зелената боја ограничете се на една или максимално 2 бои. На тој начин ќе ја спречите колористичката задушеност и визуелното смалување на просторот. Доколку ви се чини премногу монотоно, одберете повеќе нијанси од една боја, например од розева боја до виолетова. Прилагодете ги билките на теренот. Ако вашата градина се наоѓа на кров или на тераса, најдобриот избор се големи тегли со цвеќе, кои секогаш можете да ги преместите. Припазете да не се отровни билки. Добро проверете го тоа, доколку имате деца или животни во станот. При дизајнирање, малите градини најчесто имаат четвртести облици. Избегнувајте ги ќошевите. Можете да ги поплочите со овални плочи, да ставите округла маса или столици, а во аглите ставете или засадете билки кои ќе ги покриваат. Држете се за светлите бои на намештајот и на еден стил. Фузијата на стиловите е интересна само во големите градини, зашто во малите, исто како и во станот, може да дојде до пренаптрупаност и до кич. Минимализмот во намештајот во една боја и без многу детали, исто така може да изгледа фантастично. Истото важи за изборот на оградата и декоративниот камен. Ако се двоумите помеѓу натрешница или чадор, ви го препорачуваме чадорот и летна масичка, бидејќи можете секогаш да ги преместувате, а на тоа место да направите детско игралиште. Изборот на вистинските бои може визуелно да го зголеми дворот. Белата позадина го отвара просторот, а црната помага во креирањето на длабочината. Еден зид овојте го во бела, а другиот во црна или кафена боја. Помеѓу може да засадите многу билки, за да се добие впечаток на изобилство. Водата може да создаде најдобар ефект за зголемување на дворот, но и водопадот може да се смести покрај зидот.
дизајн, изведува современи идејни решенија и нивна презентација во 3D, одгледува украсни билки, хортикултурно проектира, изведува и одржува приватни и јавни зелени површини, поставува системи за наводнување, мануелни и автоматски, уредува и одржува канцелариски простории. Од 27 август до 1 септември традиционално по 7 пат кинолошка недела во Охрид. 3 меѓународни и 12 национални изложби за сите раси на кучиња. Можност да се освои титулата национален и млад шампион во убавина на сите држави учесници. За македонските излагачи промотивна цена од 1200 денари. Информации на 30 85 860 или посетете веб страната на ksm.org.mk. Вистинско решение за вашите стари кородирани оџаци е трокомпонентниот систем на ođak.com.mk. Содржи огноотпорна и киселотпорна цевка, изолација од камена волна и надворешен термостабилен блок. Локација булевар Србија после надвозникот. Алојс фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми. Уредување на градини и останати зелени површини. Алојс фонтани. Македонска авангарда од 1991 година. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Собственици на убавите градини, пред да ја видите најавата за учество за избор на најубава градина, што да ви кажам, пријавете се за учество на најубава градина во серијалот Гарден клуб на Телма телевизија. Емисијата Гарден клуб Градини објавува надпревар најубава градина 2012. Сите заинтересирани собственици на градини можат да се пријавуваат на телефоните 070-679-070 и 072-303-576. Пријавените кандидати ќе бидат посетени од нашата екипа, при што ќе бидат интервјуирани и ќе бидат снимени нивните градини. На крајот на сезоната во месец октомври ќе бидат одбрани трите најдобри градини од страна на стручно жири. За најдобрите ќе следат и богати награди. Пријавете се за најубава градина 2012. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Во рубриката Нашите градини, овој пат бевме гости во Злокуќани, во градината на семејството Ристовски. Се работи за прекрасна повеќегодишна градина, која се простира на површина од 300 квадратни метри. Може да се забележи дека градината е поделена во 3 дела. Градината е оградена со бетонска фасадна ограда, која во некои делови е збогатена со елементи од ковано железо. Левиот дел на градината е поставен пред влезната врата на куќата. Тој е формиран од тревна површина на која е направен алпинум со повеќе видови на зимзелени растенија, меѓу кои има и едногодишен цветен расад. Во овој дел
На задната страна на алпинумот се наоѓаат и веќе голем црвен јавор, како и берберис, кои на зелената површина и парираат со контраст од црвени бои. Поради приспособливост и искористеност на просторот, левиот и десниот дел на градината се поделени со голема стаза која води до гаража. Во делот над гаражата се наоѓа пространа тераса, од која се овозможува видик на левата и десната страна од градината. Кога сме кај десната страна на градината, забележуваме огромна фонтана со голем, моќен, широк водопад, кој се прелева во помали слапови, кои ја растураат водата по сливови и рекички, кои се влеваат во големо пространо езерце. Фонтаната е изработена од камени стени, кои се геолошки правилно поставени. Фонтаната изобилува со зеленило. Доминантен дел од зеленилото солчинува ползавецот хедера, кој подсетува на диви делови кои се среќаваат во природата. Во фонтаната се посадени повеќе типови на хоризонтални јунипероси, како и неколку видови на зимзелени растенија од типот на туи таксуси и елводи, и други помали, односно пониски растенија берени. Од фонтаната циркулира огромно количество вода, која со својот звук дава чувство на енергија и моќност. Но сепак, оваа бука и овој шум не пречи, бидејќи градината е поставена на отворен простор, па така да звукот е слободен. Во страничниот десен дел од градината направен е негуван, не многу голем тревник, кој изгледа пространо, бидејќи не е пренасаден со растенија. Тој представува зелено катче, кое е наменето за деца, кои некогаш ова зелено катче го користат за своите игри. Собствениците напоменуваат дека со уживање ја негуваат оваа градина и сметаат дека секоја градина е огледало на луѓето кои живеат таму. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Градината наменета за семејството треба да биде повеќе наменски простор, за да бидете сигурни дека нејзиното обликување ќе им служи на потребите на сите корисници. Треба да се потроши малку повеќе време за дефинирање на тие потреби. Тоа може да вклучува тераса за јадење и дружење на отворено, заштитен простор наменет на децата, но и дел од градината наменет за одгледување на вашите омилени растенија. На градината можеби ќе и треба и дел за одгледување мирудиски растенија, потоа простор за одгледување зеленчуци или леја, каде што ќе може да одгледувате цвеќиња за домашни потреби.
Освен исполнувањето на овие практични потреби, градината треба да биде и многу декоративна. Например, перголата, врз која се протега мирисно растение што ползи, не е само украсен елемент, туку дава и ладовина на местото идеално за јадење во летното предвечерие. Ако се спроведе надворешно осветлување, употребата на градината ќе се продолжи и ќе има можност за вечерни дружења, како да речеме приготвување скара со пријателите. Осветлувањето може да го насочи вниманието и на одделни интересни детали во градината. Стилот на овие градини најмногу зависи од личниот избор, па таа може да биде секаква, од многу традиционална па до експериментална и иноваторска градина. И изворите на инспирација никогаш не биле поголеми. Од списанија и телевизиски емисии до јавни паркови и приватни градини отворени за јавноста. Како што е внатрешноста на куќата, обликувана за да ги задоволи потребите на оние кои живеат во неа, така и градината треба да биде осмислена за да ги следи потребите и навиките на сите домашни. Тоа најчесто значи протегање на внатрешниот начин на живот на отворено, при што градината се користи како дополнителна просторија. Например, ако одружењето е многу честа семејна навика, тогаш на отворено треба да се предвиди рамен простор со соодветно поплочување, што ќе биде доволно близу до кујната, за да биде лесно послужувањето. За да го направите пристапот посигурен и полесен, одбегнувајте скали, нерамнини или височинки меѓу куќата и просторот за јадење. Најисклучително сочевите тераси употребете листопадни, многу подобро отколку вечно зелени растенија што ползат, кои лете со своите листови ќе создадат пријатна ладовина, а во другите периоди од годината, кога лисијата не се густи и кога ќе почнат да паѓаат, ќе им дозволуваат на сончевите зраци пристап на терасата. Меѓутоа, доколку нема соодветно засолнето и топло место во отворениот дел на градината, разгледајте ја можноста за создавање таков простор, така што дел од градината ќе засолните со жива ограда или со грмушки со мирисни листови. Таквите застолништа ќе го задржуваат топлиот воздух, а истовремено ќе представуваат заштита од студениот вечерен ветер. Со спроведување на незабележително осветлување ќе го продолжите престојот на отворено и истовремено ќе создадете многу пријатна атмосфера. При тоа, не заборавајте добро да го осветлите патот што води од куќата до просторот за јадење. Кога градината се планира како целина која нема потреба за често одржување, тогаш е возможно креирање на простори предвидени за посебни намени. Например, отворената тревна површина обкружена со растенија со силно растење што не бараат често одржување, станува игралиште или камп за децата, но и мирно место за возрастните. Околу овие места може да се предвидат и површини што бараат поголема активност, например мала леја со зеленчук. Во неа можете да одгледувате невообичаени видови зеленчук, овошје и мирудиски растенија што потешко се наоѓаат во продавниците. Се додека се мали тие делови и не значат секојдневна обврска, ќе представуваат задоволство за собственикот, а честопати ќе бидат и место каде што децата нешто ќе можат и да научат. Една од површините со посебна намена може да биде и леја, наменета за режено цвеќе за домашна употреба во текот на целата година. Во неа може да има и грмушки како форзици и махонии, кои цветаат рано напролет, или блескави црвени гранки на дрен, кои ќе ја красат градината зиме. До рабните делови на просторот може да ставите едногодишни и двегодишни растенија и на тој начин ќе обезбедите изобилство од цвеќиња лете и наесен.
За членовите на семејството кои се помалку подвижни или имаат ограничена сила, градина каде што се наоѓа некој издигнат поголем сад или цела издигната цветна леа, ќе ги намали напорите од наведнувањето и на тие луѓе ќе им овозможи одгледување растенија. Поголемите статични садови може да се постават на соодветни височини и во нив постојано може да се одгледуваат едногодишни растенија со разнобојни цветови. И ред со домати, одгледувани во саксии што се поставени на низок сончев цит или издигнат простор, засаден со мирудиски растенија, не само што ќе представува задоволство за тие членови на семејството, туку ќе им го донеси чувството на корисност и равноправност во семејството. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Во рубриката Растение за нашата градина се наоѓаме во Гарден центарот Фоја, а денес наш соговорник е Ѓорги Самарџиев. Здраво. Ѓорги, за што ќе разговараме денес? Денес ќе разговараме за евонимусите, една грмушка која што многу често се користи при пейзажно редување дали на паркови дворови, исто така и многу често помалата сорта од евонимус, евонимус фортунеи, многу често се користи при аранжирање на леи или жардинјери. Во овој случај ќе разговараме за евонимус фортунеи Емералд Голд или овој златниот нискиот евонимус и евонимус јапоникус браво, кој што може да порасне како една грмушка од метар и половина. Забележуваме дека овој евонимус со златната боја, жолтиот, е со понизок раст. Какви услови се потребни за негово одгледување? Токму така, најпрво ќе го представиме овој нискиот евонимус фортунеи. Овој Емералд Голд, како што рековме, се карактеризира со жолти рабови, меѓутоа од овој вид постојат една широка палета на различни вариетети, со бело-зелени ливчиња, само зелени ливчиња. Сретнали бело-бордо ливчиња? Тоа во зимно време. Тоа е карактеристично за оваа сорта, бидејќи не само со жолтите рабови, туку и оние со бели, зимно време добиваат малку зимска патина, борденикава боја и доколку е многу ладна зимата, може да се случи и дел од ливчињата да отпаднат. Меѓутоа е многу отпорен, така да не би требало да се плашат заинтересираните дека може да замрзне, напротив е многу издржлив и отпорен на ниски зимски температури. Инаку се користи, како што рековме, при аранжирање на леи, на жардинјери, може да се користи исто така доколку формираме групација под некое дрво, доколку сакаме композицијата да ја истакнеме повеќе, се многу често во тој случај се сади во групација 3, 4, 5 па до 10 примероци со цел да добиеме една цела леа како едно легло од еден тип и во тој случај многу повеќе доаѓа до израз, така да обично овој тип на евонимус во такви површини, во парковски површини, доколку се користи за пейзажно редување, многу често се сади во групација. Оно што редовно го напоменуваме е тоа од аспект на, предпоставам, негата, грижата која што е потребна. Така, што е потребно за да се одржува ова растение? Каков тип на земја, какви услови, сонце, влага? Евонимусот е многу отпорен, конкретно за фортунеи, многу отпорен на почвени услови, издржува и конкуренција, коренова конкуренција, доколку биде посаден под
повисоки дрвја или грмушки од него. Од аспект на местоположбата, максималната боја колоритност е истакната на отворена сончева експозиција, меѓутоа успева и добро вирее во сенковити и полусенковити места. Од аспект на почвата, или доколку сакаме растението да ни вирее, пожелно е доколку ни е премногу глиновита почвата, со да додадеме ситна песок или пак тресет со цел да подобриме структурата на почвата, и нормално доколку е испоснета или веќе однапред знаеме дека не е квалитетна почва, нормално да дадеме органска прихрана или пак седно вештачка за каков тип ќе одбереме. Тоа е првенствено битно за да добиеме добар раст и развој на растението. А инаку евонимусот ќе обстане и на сиромашни почви, доколку нормално она есенцијално минимално се полева. Ѓорги, кога сме кај размножувањето, како се размножува евонимусот? Кога станува збор за размножувањето на евонимусот, ние го препорачуваме на сите оние кои што сакаат да пробаат да размножуваат. Предходно пробале со нешто, не им успеало, па за да ги стимулираме, да ги окуражиме, ние го препорачуваме да пробаат со евонимусот. Значи, кај него би рекол дека нема на никој начин промашување, нели, доколку имаме добар субстрат, дури може успешно да се ожили директно во обработено гранчето, со височина од 10 до 20 сантиметри. Нормално пожелно е резот да се биде направен на местото на папките, значи на нодијата, што 2/3 значи да биде буцнато во субстратот, дали тоа ќе биде песок, дали ќе биде влажна почва, редовно да се полева и отприлика за 2 месеци, дури и за месец дена, гранчето ќе калусира и ќе пушти коренчиња. Значи, многу успешно, би рекол 100% се размножува евонимусот. Дури за оние што ништо не им оди од размножување, евонимусот ќе го размножи. Да, нека проба, да. Значи, зборуваме за минимални услови. Пожелно е, значи, дури во, би рекол, и во земја, и во почва да го буцнат. Пресудно е да биде постојано влажен субстратот, значи да не се остави да се исуши и нормално да не биде оставен на директно сонце, туку во полусенка сенка, со цел, нели, поуспешно да се зафати гранче. Кога сме кај овој поголемиот вид на евонимус, до која големина расте? Сега, за поглед на големината, овој евонимус браво, многу често кај нас и по дворовите се среќава и со жолти рабови, евонимус ливорнино, може да порасне, значи, височина метро и половина. Нормално, доколку сакаме, тој и без друго расте грмушесто, меѓутоа доколку сакаме да ја задржи формата и неговата густина да биде поголема, тогаш редовно препорачуваме кроење и кратење на врвовите за 5 до 10 сантиметри од сите страни, еднаш до 2 пати годишно, доколку се обработува, значи ќе добиеме една многу густа грмушка. Она што е многу карактеристично кај сите евонимуси, во овој случај евонимус браво е многу отпорен на инсекти, додека жолтите видови многу честа појава е, може да бидат нападнати од трипс или лисни вошки. За да не дојде до тоа, препорачуваме превентивно третирање или прскање со инсектицид на пролет, преку летото и може уште еднаш на крај на лето, или пак доколку се појават, тоа секако ситни бели иглички по гранчињата налепени, опачината на листовите, и доколку приметиме дека енормно паѓаат листовите, значи во тој случај станува збор, значи, за напад од инсекти и треба да го третираме. Значи, постојат широк спектар на комерцијални препарати за таква намена. Во земјоделски аптеки сигурно оној кој што има таков проблем ќе биде услужен, ќе му биде даден соодветен препарат, и она што ние го
препорачуваме дека да се третира растението 2 пати во интервал од 7 до 10 дена со различен препарат. Значи многу погрешно е доколку не само за евонимусот, доколку гледачите имаат проблем со некои од нивните растенија, многу често биваат нападнати од штетна ентомофауна, препорачуваме да не користат еден исти инсектицид, туку редовно, значи после едно третирање да го повторат третирањето во интервал од 7 до 10 дена, меѓутоа со друг инсектицид, бидејќи инсектите стекнуваат резистентност, значи стануваат отпорни на еден исти препарат. Дали често е ова растение нападнато од инсекти? Па не мора да значи. Значи доколку правилно се одгледува, значи нормално редовно се прехранува, значи живее, би рекле, нема недостаток во хранливи материи, редовно се полева. Значи во тој случај и нормално доколку е на места кои што се проветрени, значи веројатноста да биде нападнато е многу ниска. Меѓутоа доколку се најде во некоја загушена просторија кој што би рекол лагол, помеѓу зидови, помеѓу растенија, каде што е угушено, нема голема проветреност, нормално дел од другите растенија исто така сме приметиле дека имаат инсекти, може да се случи, значи да биде нападнат. Меѓутоа доколку им изгледа сложено ова честото третирање на гледачите за евонимусот, за кај нискиот евонимус фордонеи може да се јави напролет пепелница. Меѓутоа тоа со кратење или воопшто не се третира, значи тоа ќе се изгуби, основно со кроење. Добро е да се поле, мислам да се испрска, меѓутоа сакам да речем тоа не е страшно. Пострашно е доколку се јават лисната вочка или трипсот посебно, значи во тој случај обавезно е третирање и нека го направат доколку им е комплицирано тоа да го прават преку годината повеќе пати во зимото или на есен со бело масло, значи со зимско прскање. Почитувани гледачи, нашите гости во оваа емисија беа Евонимус фортинеи и Евонимус браво. Дизајн изведува современи идејни решенија и нивна презентација во 3D, одгледува украсни билки, хортикултурно проектира, изведува и одржува приватни и јавни зелени површини, поставува системи за наводнување мануелни и автоматски, уредува и одржува канцелариски простории. Конечно Гламур, новоотворен ресторан специализиран само за свадби. Капацитетот 340 гости. Слободни термини за мај и јуни. Уствари, ресторанот толку е добар, што човек да посака да се ожени повтор пат со истиот избор. Да се разбереме, ресторан Гламур, на улица Првомајска, спроти цементарница Усија. Резервирајте на 078 305043. Ресторан Гламур, свадбен ресторан. Вистинско решение за вашите стари кородирани оџаци, етрокомпонентниот систем на ođak.com.mk. Содржи огноотпорна и киселотпорна цевка, изолација од камена волна и надворешен термостабилен блок. Локација булевар Србија после надвозникот. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Тоа беше се од 9-то издание на Гарден Клуб Градини. Се надеваме дека ви се допадна нашата емисија, а вие гледајте не пак во истото време во сабота на Телма телевизија.